Добро вечер и добро дојдовте во 24 анализа. Планини не делат од решение за спорот со името со соседна Грција, барем судејки според изјавата на шефот на македонската дипломатија. Предходно британскиот Гардијан објави дека Македонија се подготвува на решавање на 14-годишниот спор со промена на името, повикувајќи се на изјава на премиерот Никола Груевски. Сето ова во услови на најдлабоката политичка криза во Македонија од 2001 година. Јас сум Александар Пешев, а на овие теми вечерва разговарам со доктор Љупчо Ристовски, председател на Интегри, еден од фронтмените на Фродем. Добро вечер. Добро вечер. И Андреа Стојковски од Македонскиот центар за европско образование. Добро вечер. Добро дојдовте на двајцата. Како што кажа во самата најава, од тука можам само да изречам едно прашање, доктор Ристовски, зошто сега името? Во услови кога имаме длабока политичка криза и кога Грција не е баш на најдобра форма, ние сега се зафаќаме со решавање на билатерално прашање. Тоа прашање сите си го поставуваме. Премногу долг период тоа прашање беше статус кво. Значи, неколку години владата не беше заинтересирана да го покренува, не беше заинтересирана да пројави проактивен однос во однос на разговорите за разликите околу името со соседна Грција. Немаше активен придонес во одредени иницијативи и одеднаш сега кога е соочена, да речеме, со внатрешни политички проблеми и со притисокот јавноста во однос на актуелната внатрешна политичка ситуација во државата, се случува нешто што е малку чудно за вакви ситуации. Имено, премиерот лично дава интервју за британски Гардијан. Значи, таа изјава е дадена фактички во негово интервју, кое што до ден денес не е демонтирано. Во тоа интервју премиерот отворено вели дека сега е моментот да се почнат поинтензивни разговори, да се отвори одново диалогот и сега е моментот да се дојде до некакво решение кое потоа ние ќе го ставиме на проверка на референдум. Истовремено министерот за надворешни работи излегува во дневниот грчки весник Катимерини и ги повторува истите констатации, вели дека сега е како никогаш досега повеќе зрела ситуацијата и зрели условите за да се почнат поинтензивни разговори и да се дојде конечно до решение на спорот за името. Значи, ако ги анализираме овие две изјави, ако анализираме посетата на министерот Поповски на соседна Грција, прва после 15 на години чинам, ние доаѓаме до една ситуација во која јавноста треба навистина да се запраша зошто токму сега ја дојден моментот за поинтензивни разговори, односно тоа се веќе преговори околу разликите за името со соседна Грција. Мојата проценка е дека веројатно нарушените односи со меѓународната заедница имаат потреба да бидат поправени, нормално со нови ветувања. Веројатно добро имаат проучено она апизмон политика за која што јас во повеќе наврати говорам, надевајќи се дека повисок интерес за Република Македонија е решавање на името, говорам сега за позицијата на меѓународната заедница, и тоа е замај со кој актуелната влада сака да ја промени климата или меѓународниот поглед и притисок што меѓународната заедница во Македонија, која очигледно има силно влијание, едноставно го промени својот став и го омекне својот став во однос на актуелната влада, надевајќи се дека евентуално актуелниот политички момент ќе придонесе до решавање на за нив оваа претпоставена повисока вредност, што секако јас сум убеден дека ќе заврши со неуспех, токму поради притисокот на јавноста. Зошто? Затоа што во оваа фаза вие едноставно имате нарушен кредибилитет за отворање на едно така сериозно, важно, историско прашање за нацијата и за државата. Значи, владата мора прво да го поврати кредибилитетот и секако дека решавањето на тоа прашање ќе мора да биде оставено за после изборите 24 април. Тајмингот на посетата, господин Стојковски, некои го коментираат како популизам. Добро, популизам е се ова што ни се случува последниве 10 години, што му се случува на регионов и на Европа. Ако погледнеме, последна завчера беше изблик на популизмот и во уште една европска држава. По мене, ова е, убаво кажа господин Ристовски, очајнички обид
за влада која што не само што нема кредибилитет, нема ни легитимитет на крајот на криштата. Пред малку го слушав, ја слушав топ тема на Телма, таму беше кажана многу убава фраза. И тоа е подсумнение дека сторил кривични дела, па ја седнав на иста маса со него. Значи, се додека владата не си ги поправи овие страни, ја изгуби довербата во меѓународната заедница, и ова не е прв пат, се случувало во повеќе наврати до сега, не дошло до посета. Се случува, ако се сеќавате, и средби помеѓу, дури и помеѓу премиерот на Македонија и премиерот на Грција во едно време. И тоа беше обид за промоција на некаква кооперативност, за да се продолжи животниот век, политичкиот животен век. Овој пат мислам дека ова е промашено, тотално промашено. Ние имаме состојба која што сите ја оценуваат како најдлабоката политичка криза од 2001 година до сега. Уште што не излегоа луѓето надвор за да пукаат. Тоа се случуваше 2001. И тоа е единствената разлика од тогаш до сега. Имаме состојба во која што системот е целосно грабнат од една структура, злоупотребен за останувањето на власт на истата структура. Ние треба да се зафатиме со расправањето и со враќањето на државата на луѓето кои што живеат, на граѓаните, да се зафатиме со враќањето на демократијата во држава, да се зафатиме со враќањето на довербата во институциите кои што постојат во државава, пред да почнеме да се зафаќаме со спорот со името. За жал, долго е спорот, 24 години, не 14. Меѓутоа, во моментов мислам дека нема услови за такво нешто. Прво треба да ја вратиме државата, па после тоа да зборуваме за нешто друго. Значи, да не се разбереме погрешно, проблемот со името треба да биде решен. Владата мора да има проактивен однос во решавањето на проблемот со името и во тие разговори околу разликите, но не е сега моментот. Македонија е соочена со сериозна политичка криза дома. Ние мора да ги репостулираме основите на демократскиот систем во државава, да ја повратиме некако демократијата, да одново ја заживееме, за да создадеме предпоставки и поволни услови за да направиме избори. Тоа е врв на приоритетите сега во овој момент. Не можеме ние паралелно да отвараме уште едно крупно историско прашање во овој тесен период. Меѓу другото, не можете да му продавате популизам на народот, меѓутоа, за жал, не може да му продаваат популизам на воспоставениот партиски систем кој што постои во меѓународната заедница. Тоа се класични политички партии кои што функционираат долго време, тие го препознаваат популизмот и популизмот на таквите политички елити не влијае. Интересно е што кога се спомена овој спор прв пат ми се чини дека беше пролет или лето во Њу Јорк. Ципрас се сретна со Џон Кери, потоа Викторија Нуланд оди во Атина, заобиколува Македонија. Кери оди во Атина, исто така се разговара за спорот со името, повторно заобиколувајќи Македонија. Дали меѓународната заедница губи симпатии за нас или тоа е само пропуст на нашите дипломатски напори? Меѓународната заедница не гаи посебни симпатии према никого. Прашањето е на умешноста на нашата дипломатија, која што патем кажано за жал ја систематски уништуваме во последниве, не знам, можеби 10 на 15 години. И меѓународната заедница нема посебно да ги врати симпатиите во однос на Македонија ако ние сега им понудиме лажна надеж во однос на решавањето на прашањето за името. Веројатно Европа од своја страна пак е притисната да реши едно горливо прашање во ова актуелна ситуација и кај неа, нели, соочена со неуспехот во справувањето со мигрантската криза, со агресивниот пристап или враќање на Русија на во меѓународни рамки, значи на меѓународен план, и Европа веројатно е соочена со безброј предизвици и цени веројатно дека можеби во оваа фаза ќе олесни ако едно бреме симне од своите плеки за решавање во оваа фаза. Тоа е долгогодишен спор за името со Грција. Симпатии не верувам дека посебни сме имале во очите на меѓународната заедница, ниту пак дури ни со умешноста на дипломатијата ќе можеме да ги стекнеме тие симпатии. Ние треба да си одработиме прво домашната задача. Ние имаме домашна задача. Ние мора
да го санираме системот. Значи, демократските постулати на политичкиот систем се комплетно руинирани. Значи, дезавуирано е владењето на правото. Поделбата на власта е комплетно изместена од доската. Владата на таква ситуација се правите притисок кој го добиваме од надвор. Да, и посебно во една таква ситуација кога се е разорено од надвор, добиваме притисок од надвор да решиме билатерален спор. Барем судејќи по овие билатералки во Њу Јорк и така притисокот не доде од надвор. Ако внимателно го читате тоа што Guardian го пишува, а Guardian е сериозен часопис, значи ќе видите дека иницијативата доаѓа од наша страна. Значи не е ова притисок ничија од надвор, да вие сега мора тоа да го направите. Не, сепак меѓународната заедница, јас сум убеден дека има обзир за нашата актуелна ситуација и сум убеден дека и тие истовремено цена дека прв највисок приоритет е санирање на системот во Македонија за да може да дојдеме до кредибилни избори, да дојдеме до една кредибилна политичка карта, да отсликаме вистинска политичка карта на реалните политички односи во Република Македонија и новата влада да има навистина и легитимитет и кредибилитет за да се зафати со сериозно решавање на прашањето за името. Народната заедница не губи интерес или не изгубила интерес во Македонија. Туку таа бара стабилен партнер кој нема да создава нови проблеми. И доверлив. Точно. Партнер од доверба. Не е партнерството на Македонија не се огледа само во моментот дека Македонија е дел од коалицијата во Авганистан или во Ирак. Се огледа и во тоа колку Македонија е способна да се справува со притисоците од надвор и со актуелниве кризи кои што се случуваат. Очигледно е дека не успева. Што и да се случи во... Зашто е битно да бидеме ние кредибилен партнер, бидејќи делот ние не сме нешто многу битни во таа глобална слика и така натаму. Па битни сме очигледно и тоа многу битни. А ако се сеќавате пролетва дојде или летово, веќе не се сеќавам точно кога беше на изјавата позната на Кери дека Македонија е на линијата на идниот на можниот иден судир помеѓу истокот и западот. На фронтот. Тоа е многу важна работа. Тоа е најважната изјава која што можеше да се случи. И ако ние не успеавме тоа да го прочитаме како што треба, тогаш што повеќе. Веројатно подобра изјава е согласноста Црна Гора да стане членка на НАТО. Тоа е уште појака изјава. Работите да водат во насока дека овој регион мора да стане стабилен. Мора да биде отпорен на надворешни влијанија и отпорен односно способен да се справува со сите можни кризи кои што ќе му доаѓаат или предизвици кои што ќе излегуваат. Очигледно е дека не сме. Самата бегалска криза ни покажа колку ние не сме способни да се справуваме. Она што се случуваше на границата, немањето на одговор многу долго време или немањето на незнаењето кои чекори да се преземат. Но ние со прст покажуваме кон Европа и тврдиме дека тие не ни даваат доволно пари. Ама ние треба ли Европа само да ни даде пари за да ние се однесуваме онака како што се очекува дека треба да се однесуваме? Доктор Истовски. Кредибилноста е многу важна. Воопшто во животот е важна и помеѓу двајца пријатели е важна кредибилноста. Тоа се односи на доверие. Важна е на домашната политичка сцена, значи сега претпоставувам ќе дојде време за избори. Многу е важно вие како ќе настапите во јавност. Јавноста ќе го цени вашиот кредибилитет, дали ќе ви верува на тоа кое вие го говорите. Ако вие сте изневериле довербата на јавноста, тогаш незиното доверие во вас, односно вашиот кредибилитет ќе биде низок. Исто е и во меѓународните односи. Значи кредибилитетот е важен ако сакаме да бидеме сериозен фактор во меѓународните односи, почитуван, да речеме, во најмала рака респектибилен од страна на соседите, од страна на државите во регионот, па и пошироко во меѓународни рамки. Важно е една држава да биде почитувана, ама почита се заслужува. Почита никој бланко не ви ја дава. Значи, за да некој ви верува во тоа кое вие го говорите, значи, вие треба да бидете кредибилен фактор во меѓународните односи. После се она што му се случи на Груевски и на владата во изминативе години, а што се објави со прислушкуваните разговори, меѓународниот фактор тоа го виде. Значи, со која кредибилност сега се излегува и се дава лажна надеж на меѓународната заедница? Немој да мислите дека меѓународната заедница со расширени раце и со радост ќе прифати можност или шанса во ветувањето на Груевски, дека сега е моментот да ние ги
интензивираме разговорите се и шири така. една се шири една хипотеза во јавноста, а тоа е дека согласно Пражинскиот договор ние ќе имаме техничка влада која ќе го превземе решавањето на ова горливо прашање без да се случи нечија политичко самоубиство. Колку држи ваквото резонирање? Тоа не сме да се случи. Значи политички важно, Дека историски ќе се сподели тешко. одговорноста меѓу Политички сите важно, политички. историски тешко прашање мора да го решава политичка влада. Не може да го решава техничка влада. Апсолутно. Меѓу другото, тоа е многу краток период во кој што ние ќе имаме техничката влада, за да таа може да се справува и со тоа прашање. Реално тоа ќе биде влада за организирање на избори. И подготовката на изборите ќе бидат примарна задача, се останато ќе остане веројатно да чека подобри времења кога ќе има влада која што ќе има политички мандат. Меѓу другото, таа влада што ќе го решава името ќе треба да застане во одбрана на решението кое што ќе го постигне во подготовка на референдумот, бидејќи сите до сега веќе најавија, референдумот е очигледен дека ќе се случи по решението со име на спорот. Какво и да биде решението на спорот. Референдумот ќе се случи, владата која што ќе го постигне договорот за надминување на спорот, ќе мора да организира референдумот и да застане во одбрана на решението што ќе го подготви. Ова влада, патен, простете, Нема проблем. мала дигресија. Ова влада не успеа за овие 90 години од владењето да го разјасни во јавноста прашањето дали се тоа разговори или се преговори. Во меѓународниот дипломатски Токму тоа речник сакав да го појаснам. тоа не е значи во меѓународниот дипломатски речник има огромна разлика помеѓу разговори, советувања, нели, дискусии, па и размислување на конференции и така натаму и преговори. Разговорите се пониска форма, се многу важна во меѓународни односи, се разменуваат меѓусебни информации, се разменуваат да речеме разни анализи за состојбите, дознавате повеќе за тој со кого разговарате и ја градите постепено својата позиција. Веројатно, таа е потребна предфаза во решавање на едно горливо прашање помеѓу две држави. Меѓутоа, преговорите подразбираат да излезете со конечно решение. Разговорите не ве обврзуваат да излезете со решение. Значи, владата во јавност цело време форсираше до овој момент дека ние разговараме за разлики околу името, а не преговараме. А од прислушкуваните разговори станавме сведоци, ние во науката тоа го претпоставувавме одамна, имавме знаци и сигнали, дека зад завесите, сега сериозни или несериозни тимови, сепак преговарале за името. Наводно И внимавајте, тоа се двојни стандарди. И тука имаме нарушен кредибилитет на владата. Не можете вие на јавноста да и пласирате една вистина, а позади завеса да имате друга вистина. Оти знаете, нормално е кога вие ќе се качите во авион, да ја знаете дестинацијата каде одите. Пред избори нацијата мора да ја знае дестинацијата. Или ќе одиме во Европска унија и НАТО, или ќе одиме таму каде што, нели, ќе излезат со изборната програма и да ни кажат каде. Значи нацијата мора да ја знае однапред дестинацијата. Не може да има двојни стандарди и со двојни стандарди вие кредибилитет да барате и доверие од јавноста. Тоа не може така лесно да се случи, барем не ова јавното излегување, од причина што дури и после толку долго време, јавното мислење се уште, јавноста во Македонија се уште има исклучително голема поддршка за пристапувањето во членство на Македонија во ЕУ. Дури и во рамките на ВМРО ДПМН поддршката е повеќе од 50%. Така што не е едноставно дури ни на самата политичка партија од која што доаѓате да и го продадете моментот дека ние ќе се откажеме од ЕУ. МЦО работи на овие анкети, едно дополнително прашање, нови истражувања, се извинувам. Тоа сметате дека е вистинска поддршка или повеќе декларативна? Или Според, значи, прашањето беше поставено така, последното истражување се случуваше, па да речеме во екот на политичката криза, од април до јуни. Прашањето беше поставено на начин кој што бараше мислење за тоа дали сметате дека пристапувањето на Македонија во ЕУ ќе биде добра работа. И уште неколку дополнителни прашања кои што требаше да го покажат вистинскиот пулс. На крајот има неколку демографски прашања, меѓу кои прашањето не за кого сте гласале, туку во која идеологија или во која партиска програма се препознавате. На тој начин успевавме да ги селектираме. Можеби не е процентот толкав,
Може би е понисок, може би и повисок. Меѓутоа, според тоа како граѓаните се изјасниле на анкетата, 52% од граѓаните кои што сметаат дека пристапувањето во ЕУ на Македонија е добра работа, се препознаваат себе си во партиската програма на ВМРО ДПМН. Така што тоа е сериозна бројка. Дополнителните прашања зборуваа за зошто не е Македонија членка, односно не е подлабоко навлезена во процесот на пристапување. И одговорот? И таму имаше опција, минатата година беше исто прашањето, имаше неколку опции, двете битни опции се поради спорот со името, односно Грција не спречува, ние не ги правиме реформите. Минатата година беше со однос од 35 наспроти 15 во корист на спорот со името или можеби малку повеќе. Оваа година, односно во корист на вето од Грција, условно Значи, повеќе кажано. мислеа дека е поради Повеќе вето на мислеа Грција. дека Грција го спречува пристапувањето на Македонија во ЕУ. Оваа година мислеа сосем поразлично, односно одеа кон тоа дека Македонија не си ги спроведува своите задачи. Значи, дури, се извинувам, дури ни анкетите во ваква некредибилна ситуација не се кредибилни. Значи, дури и во анкетите што беа порачани од владата, имаме ситуација во која што повеќе од 50% не ја поддржуваат политиката на актуелната влада и актуелниот премиер. Доктор Ристовски, го споменавте Гардијан и би сакал тука едно дополнително прашање. Имавме објава на наслов кој вели дека Македонија е во основа подготвена да го промени името. И тука медиумот се повикува на интервју со премиерот Никола Груевски. За после од владата да стигне, од Груевски да стигне демант во кој тој вели дека тоа не го изјавил тој, туку дека станува збор за новинарски коментар. Тука би сакал малку да го проширам прашањето. Ако ние не сакаме да го смениме името, ако за тоа не се преговара, тогаш што бараме на преговори? Дали јавноста е свесна дека ако Македонија веќе преговара, дека ќе мора да има промена на името како крајна цел? Вообичаено и кај нас и надвор насловите на одредени надписи ги прави претпоставам уредникот. Да. Така да надписот е слободно изведен од страна на уредникот. Внатре во статијата на 2 месечини или 3 места е цитиран премиерот Груевски. И таму сосема коректно вели дека сега е време да се отворат одново разговорите, да се отпочне одново диалог, да се интензивираат работите, сега е моментот и така натаму. Значи, тоа е за мене давање лажна надеж. Ако не бил моментот последниве 9-10 години, 3 месеци пред избори, кога немате влада со полн легитимитет, која што ќе ги води, нели, работите пред избори, вие велите техничка влада, во ред техничка влада, тогаш најмалку е сега момент. Тоа е моментот на лажна надеж. Споменавте референдум, господине Стојковски. Имаме едно прашање, билатерално, кое со години се користи како, да речем, за разгорување, се создава впечаток дека се користи за разгорување на национални страсти. И ние очекуваме дека ќе го ставиме ова прашање на референдум, нема тие страсти малку да пречат? Ќе пречат, веројатно не малку повеќе. Оттаму моје лично мислење, МЦВ не се бави со спорот со името. Да. Се занимава со европски прашања, го следи процесот на пристапување на Македонија во ЕУ. Ова е на некој начин дел од процесот. Или, ако не повеќе, кооперативноста и учеството во разговорите е дел од процесот. Можеби не самото решение. Ако се отвори дебата во која што нема да се зборува за конкретните решенија, нема да се зборува за предлозите на било која од страните или пак на медиаторот, ако се зборува за што значи разговори, преговори, кој е опфатот, што треба да вклучува, дали ќе биде тоа промена на името, дали таа промена на името ќе треба да биде во Уставот на Македонија впишана, дали тоа ќе значи промена на името на личните документи, како ќе се дефинираат тогаш придавките кои што ќе се изведуваат и така натаму. Ако за тоа зборуваме во јавноста, тогаш ќе имаме шанса да изградиме наши црвени линии, ама вистински црвени линии.
Не црвени линии кои што некој ги сонил самостојно во својот сон и излегол и ги кажал. Туку црвени линии на граѓаните на Република Македонија. На крајот на криштата има некои кои што помалку се врзани емотивно за името, а се граѓани на државава. Тоа ќе придонесе за тој референдум да биде малку по-слободен од тензијата која што му предстои. И по мене суштинска улога ќе има владата во референдумот, затоа што владата, што, како што кажав пред малку, владата што ќе го договори разрешувањето на спорот, ќе треба да излезе и да го одбрани својот став. На крајот на криштата, ако се сеќавате, ние имавме уште еден референдум, кој што беше успешен, и тоа зависеше многу од владата и од референдумското прашање. Доктор Истовски? Дали не е решение референдум? Владата направи кардинална грешка што го узурпира јавниот простор, јавната сцена. Значи, горни са медиумскиот простор во Македонија. Ја уништи јавната дебата. Значи, владата не дозволи за горливи политички прашања, меѓу кои е, да речеме, прашањето за разликите во името, академската, научната јавност, јавноста воопшто, политичката јавност, да дебатира, јавно да дебатира, да соочува, па нека си и различни мислења, нека си и понекви гледања на нештата. Значи, нацијата мора преку јавна дебата да изнедри тоа што е најдоброто, за да може да ги добиеме најдобрите решенија. Не може двајца, тројца или петорица, па нека се и во врвот на власта да одлучува за вака горливо историски тешко и важно прашање. Јавноста мора да биде вклучена, јас не велам во детали, секој пат дипломатијата има и одредени прашања кои што ќе бидат надвор од јавната сцена. Меѓутоа, генерално, користа од отворањето на јавна дебата во дадена фаза, во даден период, ќе мора да постои и за ова прашање. Јас се надам дека новата влада, после изборите, ќе го има политичкиот легитимитет и ќе има полн капацитет во делот на легитимитетот, да отвори една јавна расправа, една дебата, да ги согледаме сите аспекти на проблемот и на решенијата околу името. Во тој контекст ние во Фронтот за Демократска Македонија, во Фроден го имаме Игор Јанев, една од опциите е да се обиде, да се процени дали оваа правна рамка може да донесе некаков резултат. Ние видовме дека во меѓународните односи, правното решавање на политички тешки горливи прашања тешко се одвива. Ние тоа го почувствувавме и на наша кожа. Меѓутоа, сепак, имаме на маса едно размислување и тоа треба да се изанализира од сите можни аспекти. Политичкото решение на прашањето е исто така, веројатно, комбинација од политичко-правно решавање е битно во овој дел. А дали тоа треба на референдум да се провери или не, веројатно во таа јавна расправа ќе ги видиме и предностите и негативните страни. Меѓутоа, влада со политички легитимитет мора да носи одговорност. Доктор Јанев, како теоретичар на меѓународни односи, требаше да биде доволно мудар и да ја посоветува владата уште тогаш дека политички спор не се решава со правни инструменти. Тоа е абсурд, невозможно е. Од друга се ставме ние во ситуација да очекуваме дека НАТО ќе земе предвид пресуда и ќе ја базира својата одлука на тоа. Меѓународна организација со сопствена структура. Политички проблем не се решава со правни инструменти. Од причина што е невозможно. Овој проблем завлегува во емоциите и на едната и на другата држава. И не може да се реши со правни инструменти. Затоа што правниот инструмент ќе каже, да, судот кажа што се случило, ако воопшто кажа, бидејќи пресудата беше ни ваму ни таму. И не обврзувачка на крај. Точно. Меѓутоа, никој таа пресуда нема, не никој, Грција нема обврска да ја почитува пресудата. Никој не може да ја натера Грција да ја почитува пресудата. И оттаму нема да може да се промени состојбата ниту во НАТО, ниту во ЕУ со било каква пресуда. Да, но не остана без влијание. Правните решенија придонесува до одредена фаза. Има сериозен придонес. За малку поголемо разбирање кон Македонија, кое што потоа ние многу брзо го потрошивме.
Многу брзо сакал го да разговараме и потрошив. околу Она тоа што- дали да. Извинете. Повелете. Оно што сакав да го кажам, таа дебата, да, окей, да учествува и научната јавност. Затоа што ќе изнесува аргументи кои што ќе помогнат народот да го прифати или да го одбие решението или да го разбере подобро решението. Меѓутоа аргумент не може да биде истражување на ДНК и поврзаноста или блискоста на македонците со античките македонци или со потомците на Александар Македонски. Да подсетиме дека ова беше врската- вистинска иницијатива, не се шегувате сега така. Не се шегувам. Ова сакам на вистина да го кажам, затоа што мислам дека таквата анализа не помага во спорот. Воопшто не помага во разрешувањето на спорот. Ние имавме едно тотално разградување на оно што сме го граделе 50 и повеќе години. Одеднаш се смени целосно. Ама ваквите аргументи кои што се произведува не помагаат во разрешувањето на спорот. Само оставаат поголема конфузија. Тука ќе мораме да направиме мала пауза за реклами, па ќе продолжиме со емисијата. Фантастична празнична понуда од АНЦ. Смарт телефон Кубот со 2 сим картички за 2990 денари. Samsung S5 смарт телефон за 19.990 денари. 40-инчен смарт Android телевизор Philips за 22.990 денари. Побрзајте, количините се ограничени. Среќни и весели празници ви посакува АНЦ. Тато, мислам дека мора да си удиме. О, не! Почекајте, имам одлична идеја. Зошто ти и твоето момче не го земете мојот автомобил? Има седишта со масажа. Ох, и неговиот исто. О, Има и Matrix LED светла. Чао, мамо. Чао. разгалено детиште. Сноб. Ја вознемирува премиум класата. Новата Астра со седиште за масажа и Matrix LED светла. Штеди секој ден, само во Тинекс, од 21 декември до 10 јануари. Шпек Мосер 699 денари, свинска печеница на тенане 295 денари, мешано сирење екстра 225 денари, сок Вива 75 денари, сет пиво Старо Прамен 249 денари, сет тоалетна вода и дезодорант Стрейт 539 денари, сет крема и млеко за тело Лореал 499 денари, вкупна заштеда 1040 денари. Тинекс, секој ден со вас. И оваа година повторно на врвот. За управувањето со задолжителниот пензиски фонд, НЛБ нов пензиски фонд ја доби наградата Best Sovereign Reserve Fund in Europe. НЛБ нов пензиски фонд. Првата љубов ми се викаше Светле, Светлана. Втората Сонја, па Мимоза, па Теодора, па Наташа, па Сонја. Сонја кажав? Да, добро. Па после имав една Искра, па после имав една Ивана, па и сите ме откачија. Сите, само една не. Струмка. Струмка и јас. Половина век, љубов. Македонио, среќна нова година! Дваесет години со наочари. Имав многу проблеми. Во последниве 3-4 представи морав да носам наочари затоа што се чувствував несигурно. Тимот на Систина ми влеа надеж дека ќе можам слободно да работам без наочари. И дека единствено до крајот на животот би носела само наочари за сонце. Закажете преглед и вие и за секогаш ослободете се од очилата. Систина офталмологија. Здравието нема цена. Одберете докажан производ. Одберете G132 плюс натурал. Една капсула пред појадок е сигурна формула за долг и здрав живот. Ви го препорачувам на сите, особено на повозрастните. Земете G132 плюс натурал и имајте долг и здрав живот. Јас успеав, следете ме.
Господа, а како што кад споменавме во претходниот дел на емисијата, разговаравме за споразумите и околу правните, можните правни решенија. Доктор Истовски, идентитетот. Како тоа се умешува во процес за кој и дури според Обединетите нации е фокусиран на решавање на разликите околу името? Погрешна е констатацијата дека идентитетот е наметнат во одредена фаза од разговорите околу името. Мојата проценка е дека од самиот почеток проблем е идентитетот. Значи, сите официјални представници на владата на Грција во целиот период, и председателот, и неколку премиери јавно истакнуваа дека се проблематизира македонската идеја. Значи, идејата за македонската самобитност, постоење на Република Македонија како национална држава на македонскиот народ, нормално и на сите граѓани, сите, нели сега, етнички заедници според новата преамбула во Уставот после 2001 година. Значи, идентитетските прашања, моја проценка е дека се присутни од самиот почеток на разговорите за името. И тоа веројатно беше камен на сопнување на почетокот да се интензивираат разговорите и да се дојде до некое решение. Како проаѓаше времето, Грција се повеќе инсистираше на тие прашања. Дури и денес инсистира. Меѓутоа, добро е што во последните предлози на НИМИЦ, кои што официјално, што неофицијално ги објавуваат грчките медиуми, а дели од нашиве медиуми ги пренесуваат, добро е што придавката македонски добива ерга омнес позиција, ерга омнес можност, односно, значи, слободно да ја употребуваме и ние, и тие без никој да има монопол на придавката македонски и на зборот Македонија. Гледано од аспект на меѓународна позиција, на дипломатија, дали тоа што го имаме Александар на плоштад, се извинувам, војнот на коњи, пола негова фамилија преку мост, па Александар Велики на автопат, аеродром, стадион Филип, се извинувам, арена. Ова е додавање на оган, на бензин во огнот или? Па добро, тоа беше само за црстување на наши позиции, дали дава повеќе аргументи сега на другата страна? Како што кажав пред малку за истражувањето на ДНК и поврзаноста на народите, сакав да го продолжим. Мислам дека ваквите аргументи не помагаат воопшто, односно не се аргументи. Затоа исто го кажав пред малку. Ние разградивме се што сме граделе 50 и повеќе години. Во Македонија се учеше историја дека македонците се словени. Од зад Карпатите. Од зад Карпатите. Сме словени? Не сум историчар за да можам тоа да го кажам. Тоа е историјата која што ја учев. Се сомневам дека оние народи кои што постојале дека на територијава пред да дојдат словените од зад Карпатите, исчезнале целосно. И тоа одеше во прилог на онаа теза за Македонија салат Маседоан. За мешавина. Меѓутоа, по мене, ваквите аргументи кои што се обидуваат да се користат, промената на името на коридорот 10, тоа е трансевропски коридор, или именувањето на секцијата во Македонија на коридорот 10 во автопат Александар Велики или Александар Македонски, аеродромот, плоштадот или ваква веќе војнот на коњ, како и да е, дали е Александар или не е, фамилијата на војнот на коњ од противната страна. Арената не се аргументи кои што одат во прилог. Напротив, тоа беа моменти кои што сака да покажат дека некој може да си игра. Па детето што си играше во тоа време сега дојде во позиција дека не може да си игра затоа што повеќе не сакаат да го играат. Овој момент на покажување на кооперативност не е вистинска кооперативност. Не ја препознаваат, ја гледаат преку неа меѓународната заедница. Препознаваат дека тоа е само очајнички обид за да се спаси кожичката или да се продолжи својот политички опстанок. Јас не мислам дека овие настани со преминување и така натаму придонесоа за влошување. Состојбите беа и онака влошени.
Значи Грција и онака не прифаќаше. И да го немавме ние тоа, и да бевме кооперативни до ден денес, Грција сепак немаше да се сложи да прифати решение кое што нам не одговара. Таа ќе инсистираше само и исклучиво на нејзиното решение. А ние како нација имаме право да си ги бараме историските корени. А како гледате на оној аргумент дека според со името единственото нешто што не држи нас сега надвор од Европската унија и НАТО, еве во контекст на актуелните политички случувања? Спорот за името е затекната состојба. Некоја влада пред години влегла во една таква ситуација во која што нели прво во резолуцијата на Обединетите нации се вели разговори околу разликите за името, да се дојде до име за нели употреба во рамките на Обединетите нации и нејзините меѓународни организации, па 2 години подоцна да ние прифатиме една спогодба, времената спогодба со Грција, каде што таму стои дека треба да има сериозни преговори за решавање на спорот со името. Значи, некоја влада во 95-та година прифатила да имаме ние преговори за разликите околу името. И ние тој процес кога тогаш ќе мора да го завршиме. Меѓутоа, ќе мора да се отворат сите аспекти. Експертската, академска, научна, политичка, секаква јавност ќе мора да дебатира, да дискутира, да размислува, да ги види предностите на едно решение, предностите на друго решение, да ги види предностите и слабостите на правното решавање на спорот, предностите и слабостите на политичкото решавање, комбинацијата на правно-политичко решавање. Значи, треба да се отвори една јавна дебата, сериозна дебата. Вие, ако сакате, еве на Google отворете и куцнете на англиски спорот за името помеѓу Македонија и Грција и ќе видите дека имате безброј автори од Грција, од академската средина или Грци во меѓународната јавност, професори на меѓународни универзитети. А македонски автори ретко каде ќе најдете, дали има неколку. Истражувајте на Google, ќе видите дека академската, научна, експертска јавност во Грција, која што е, значи, во Република Грција и, да речеме, во други држави низ светот, активно се занимава со размислување, со анализирање на фактите, на состојбите, детектирање на можни решенија, на предности и така натаму. Многу е полесно за политичките водства да изберат решенија и да ги водат преговорите од повеќе експертски понуди. Во Македонија ние тоа го немаме. Што е со самиот спор? Ние, дали е тоа единствената пречка за евроатлантските интеграции? Посебно имајќи предвид дека Прашинскиот договор, како што ми сега се добива впечаток, не иде баш најдобро во неговото спроведување. Да не зборуваме само за Прашинскиот договор. Анкетната комисија... Ајде да се вратиме на основите на процесот или пак на суштинските, класичните елементи на процесот на пристапување. Последниот извештај на Европската комисија вели дека Македонија се наоѓа во најдлабоката политичка криза од 2001 година до денес. Тоа со други зборови вели дека Македонија не го исполнува политичкиот критериум. Ако постоеше механизам или ако постоеше шанса да се одземе целосно препораката, да се заборави на зборувањето за препораката, без да се изгуби влијанието кое што ЕУ го остварува во Македонија, благодарение на таа препорака или благодарение на овој процес кој што живурка, ако воопшто живурка, го одржуваме некако вештачки, тоа ќе се случеше веројатно. Македонија нема политички систем кој што функционира, нема институции кои што функционираат. Ние немаме политички диалог кој што се води во рамките на институциите. Тук имаме квази политички диалог кој што за жал кога го немаме, гледаме дека воопшто не ни оди работата. Се среќаваат политичките лидери, расправаат, се договараат и потоа институциите се обидуваат да го водат процесот онака како што го водат. Специјалниот јавен обвинител не го добива законот кој го бараше, анкетната комисија се претвори во навидом припокување зад затворени врати. Тоа само значи кога дека беше ветена политичка одговорност ова на јавноста. само значи дека процесот некако заринка работава или тоа е само мој впечаток? Тотално заринка работата, затоа што некој очигледно се плаши и тоа не се плаши од избори, туку се плаши од другите решенија. Изборите не се суд, ниту пак можат да бидат суд.
Ако во Македонија состојбата е таква каква што треба да биде, ако медиумите се слободни да известуваат, ако националниот јавното предпријатие Македонска радио и телевизија ги публикува или зборува за прислушуваниот материјал, така наречените политички бомби, ако ние тоа можевме да го слушнеме од сите медиуми, без при тоа да биде обвинување дека некој земал, седнал, сецкал, лепел, монтирал, составувал од разноразни говори кај што успел да фати различни зборови па составил направил некаква снимка, ако тоа успеевме да го слушнеме сите, тогаш јавноста ќе беше далеку поинформирана за да може да донесе некаква одлука. Оно што го зборувавме пред малку со господинот Ристовски. Кредибилитетот на оваа влада е изгубен. Јавноста ќе треба да си го каже својот суд за луѓето кои што ќе учествуваат. Дали партиите ќе одлучат да одат со политичари кои што го имаат изгубено својот кредибилитет? Дали ќе одлучат да одат со политичари на изборните листи кои што се под сомнение дека сториле кривични дела? Тоа е на доблеста на политичките партии. Меѓутоа, на јавноста и треба шанса да ги слушне сите овие информации од едната и од другата страна, за да може да донесе некаков суд. Изборите не можат да се случат ако, при тоа, знаеме дека на избирачкиот список има 1.700.000 кусури илјади луѓе запишани, а при тоа вериме дека според Завод за статистика 2.088.000 жители има во Македонија, од кои што не знам таму колку 400.000 се луѓе кои што се помалце на помала возраст од 18 години. Епа сега математика, земете, видете колку се и како се. Така, доктор Ристовски, поведете. Пржинскиот договор е гаснење пожар. Иако е добар почеток. Значи е сепак гаснење пожар. Значи не треба да правиме фетиш од Пржинскиот договор. Основата на Пржинскиот договор е да во Македонија започнат да се создаваат вистински предуслови за да имаме кредибилни избори. Нас ни е целта ние да создадеме предуслови, да го ресетираме политичкиот систем, да отвориме демократски механизми, да репостулираме вредности во системот за да не може било која политичка гарнитура да си поигрува со нацијата на овој или оној начин. Но дел од решенијата се системски, односно се добри и може да бидат и системски прифатливи. Дел од решенијата. Но сите решенија, значи Пржинскиот договор не претендира да го замени и уставот, да ги замени законите и така натаму. Мојата проценка е, јас подолго време тоа го говорам, дека прекраток е периодот да ние демократски го рестартираме системот. Многу е урнисано. Ние сме на песочни основи, тие се тресат во моментов и немаме стабилни институции. Владењето на правото се уште не е вратено. Внимавајте и покрај се, и покрај дебакло што го доживеа јавното обвинителство, тоа продолжува со истата рутина, со истите навики, значи тотално некредибилно влегува во некои ситуации, а целосно е нарушено доверието на јавноста во, зборувам за државното јавно обвинителство. Да. И внимавајте сега, тие не застануваат во тоа. Тие се убедени дека тие работат исправно, безброј судски процеси се руинирани, под јармена е судската власт, никаква кредибилност нема, а тие се упорни дека тие треба да влијаат на специјалното јавно обвинителство, па сакат и со финансии да остваруваат контрола и така натаму. Значи, памет не им дошло очигледно. Не е дојден, значи, моментот да тие разберат и сватат кој е духот за Пржинскиот договор. Духот за Пржинскиот договор е да се отворат демократските процеси во Македонија, да почне да струи нов воздух, она што председателот Иванов го вели, политичкиот воздух ги загуши граѓаните. Ги загуши граѓаните. Ние прекратко е времето да дојдеме до состојба во која што ќе можеме слободно да речеме да, после изборите 24 април имаме вистински осликана политичка карта и однос на силите во Република Македонија. Не е многу добар човек за цитирање. И Фуерек испадне во право. Не е многу добар човек за цитирање, ама окей, бугарскиот премиер Бојко Борисов се сеќават и тој му порача на нашиот премиер дека можеби треба да се даде оставка. Тој не му порача дека треба да се даде оставка од не знам какви причини, за да остави простор да се исчисти неговото име, ако навистина е чисто, како што тој самиот тврди. Во нормални услови, во нормална држава тоа се решава со оставка на премиерот, избор на нова влада, која што ќе си го турка процесот, востановување на специјално обвинителство кое што ќе го расправа случајот, и
анкетна комисија. И сите овие работи може да се завршат дури и без пржинскиот договор ако имаше волја. Очигледно има страф, има повеќе страф од што има политичка волја. Господа, ви благодарам за гостувањето. За жал не истече времето. Вам, почитувани, ви благодарам за вниманието и останете со 24 вести.